ВМРО-ДПМН очекува покрај 8 кандидатури во партиското седиште по пошта да пристигнат уште неколку апликации. Конечниот број имињата ќе ги објават во вторник. На сите кои ги исполнуваат законските услови, партијата ќе им обезбеди време и простор за презентација на програмата пред општинските комитети и членовите во периодот од 6 до 16 февруари. Во јавноста се познати имињата на тројца кандидати: Владко Ѓорчев, професорката Гордана Силјановска и Филип Петровски. Извори за Телма велат дека раководството на ВМРО-ДПМН ја фаворизира Силјановска, која меѓу другото била и во роднински врски со лидерот на партијата Христијан Мицковски. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН Владо Мисајловски вели дека нема поделби на партиското членство во однос на кандидатите. Единствена цел на сите овие кандидати треба да биде Република Македонија. И треба да биде сплотување на сите граѓани со нивната програма и нивните идеи. Тоа е целта на конвенцијата, тоа е целта на секој граѓанин да може да аплицира. Затоа е добро да ги слушнеме нивните програми, да видиме што ќе понудат за граѓаните и се разбира на добриот кандидат, сите да го поддржиме, единствени да бидеме и да излеземе на изборите. Но со ова не се согласува демократската фракција на ВМРО-ДПМН и бара да се стави крај на, како што велат, обезличувањето на партијата и обидите таа да згасне. Последните потези со фаворизирање на надпартиски кандидати за претседател или пак охрабрување за кандидатура на истрошени партиски кадри го изфрлаат на виделина девалвирањето на ВМРО-ДПМН. Сценариото и епилогот на партиската конвенција се однапред познати и тие се копија на Кумановскиот и Валандовскиот партиски конгрес со однапред познат победник и сигурни гласачи, се вели во соопштението на демократската фракција. ВМРО-ДПМН не е загрижено за ваквиот став, затоа што нивната партија според статутот не признава фракција. Уште еднаш го повикаа СДСМ да донесе одлука заедно со претседателските да се одржат и предвремени парламентарни избори. Во спротивно ќе мислат дека партијата бега од соочување со граѓаните и планира да ги фалсификува претседателските избори. Од СДСМ велат дека барањето за предвремени избори е со единствена цел Мицковски да ја распушти претеничката група која не ги поддржува неговите погубни политики. Она што е очигледно е дека конкурсот за избор на претседателски кандидат е една обична фарса, а Мицковски лично го бира неговиот фаворит.